Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Во оваа емисија најмногу ќе зборуваме за она што се случуваше во Собранието на Република Македонија околу одлуката за нераспуштање на Собранието и за поместувањето на датумот на изборите на предвремените парламентарни избори за јуни, а тие избори требаше да се одржат во април. Ова поместување за многумина значи дека ВМРО-ДПМН и председателот на партијата Никола Груевски попуштија уште еднаш од своите позиции за кои кажаа повторно дека се цврсти и дека стојат на датумот за избори во април, но дека повторно попуштија и дека тоа попуштање се случува во една низа во последниот период. За поддржувачите на ВМРО-ДПМН тоа сепак не значи попуштање, туку значи мудра државничка одлука која треба да спречи тензии и конфликти во Македонија. Почнуваме со ставот на председателот на партијата Груевски, кој е искажан преку социјалната мрежа Facebook. Излегле или не на избори? Ке видат што е референдумско гласање за ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, како политичка гарнитура која најенергично и најодговорно се бори за македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија. Тоа го пишува на профилот на Груевски, а сега да видиме дел од коментарите. Се разбира, се обидуваме да најдеме спротивставени. Еве го првиот коментар. Еден корисник кој не се согласува и вели: Грујо, дошло е време за ќорка. Кој те праша тебе за датумот на изборите? Заев се што побара доби. Ти што рече порече, ти дојде крајот. И одговор на друг корисник кој вели: Имаме итар премиер, браво, не дозволи да има украинско сценарио и тука е политичар и по цена на својата кариера не го дава својот народ, за разлика од Заев, кој јавно се закани со криза од несогледиви размери. Тоа се коментарите под профилот на Груевски, а сега продолжуваме со профилот на Зоран Заев, кој исто така се обраќа преку Facebook и кој вели дека Никола Груевски веќе не одлучува за ништо во Македонија. Ништо повеќе не зависи од Никола Груевски. Вечерва се потврди, ви реков, се случи. Ништо повеќе не зависи од Никола Груевски. Тоа е минато. Во Македонија мора да има и ќе има слободни, фер и демократски избори. Промените доаѓаат на слободни, фер и демократски избори, на кои што ќе победат граѓаните, СДСМ и европските вредности. И тука ќе видиме дел од коментарите. Еве, одиме веднаш со спротивставен коментар. До кога ќе играте како што ќе ви кажат странците, бе црпнат еднаш да имавте своје ја и да не ја лажете јавноста. И одговори на ова: Ке ве црпни сите, не се секирајте, судниот ден не ви бега. И уште еден: на 5 јуни ќе земете свидетелства за тоа како се губиде на избори, пошто јонака немате дипломи. Значи, тоа се одговори на коментарот кој не се согласува со Заев. Продолжуваме со Илија Димовски од ВМРО-ДПМН и дел од неговиот говор во Собранието, откако се донесе оваа одлука да не се распушти Собранието сега. Еве го тој говор. Димовски до СДСМ: од народот нема да избегате, тој ќе го врати суверенитетот на оваа држава. Се радувате заради тоа што бегате од избори, ала алвера, почитувани колеги пратеници, од народот нема да избегате. Ниту еден меѓународен посредник, ниту еден измислен пријател нема да ве заштити од волјата на народот. Народот ќе се дојде по своето и народот ќе го врати суверенитетот на оваа држава таму каде што му е местото.
На 5 јуни со вас или без вас, граѓаните на Македонија ќе го изберат новото собрание, а вие да си продолжите и понатаму со вашата срамна, понижувачка, деструктивна и кукавичка политика. Да си барате пријатели секаде по белиот свет, затоа што во Македонија повеќе ги немате. Ова го кажа Илија Димовски. Продолжуваме со амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бели, кој даде изјава после политичкиот договор и кој вели сега дека медиумите треба да се регулираат според сопствената етика. Изјавата на Бели е дека од новинарите ќе зависи какви ќе бидат медиумите во изборите. Реформите во медиумите, слободата на медиумите остануваат многу важен дел, не само за време на изборите, туку и одитните реформски приоритети. Дали проценката за нив ќе биде како сите вие ќе ги покривате овие многу важни избори? Сите вие сте се обврзале на етичкиот кодекс и мислам на крајот сепак најважно ќе биде како самите вие, новинарите, ќе извршувате вашата работа и ќе му помогнете на македонскиот граѓанин да биде информиран и да ја согледа целосната различност на гледиштата. Тоа го изјави Бели. Продолжуваме со Жанета Трајковска, долгогодишен новинар, која сега вели: се надевам дека се шегува. Инаку ова е победа на стратегијата на Груевски и ништо нема да се смени доколку нема реформи во медиумската сфера, како што беше пржински договорено. И тука ќе видиме еден коментар. Наздравје, нека и Бели потврди во изјавата дека нема да има измени и реформи во медиумите. Тоа што и Груевски го кажа дека добиле уверување дека нема да им се прави притисок за нов закон за медиуми. Од правен аспект ја тампонираа работата на специјалното јавно обвинителство прво во суд, а денеска и со уставен, медиумите ги задржаа во сегашна форма. Ова се две прекршувања на пржинскиот договор. И одиме со еден текст кој е објавен на порталот Либертас и во кој се вели дека изјавата на Груевски дека нема веќе да има преговори за медиумите не е точна и дека тоа го демонтираат самите посредници во преговорите. Насловот е: Груевски излажа дека добил гаранции за медиумите, посредниците го демонтираат. Еве дел, тука е значи изјавата на Ховид на Твитер. Имајте ја во предвид изјавата на Европската Унија и Соединетите Американски држави дека медиумските реформи уште се дел од изборниот процес и потребна е напорна работа за изборите да бидат кредибилни, напиша Ховид на Твитер. А утрово и еврокомисарот Хан го демонтираше Груевски преку Твитер. Го нотирам гласањето во собранието на поранешна Југословенска република за одложување на изборите на 5 јуни. Договорот од Пржино е жив. Сите партии мора целосно да се ангажираат да помогнат да се подготват кредибилни избори, да ги потикнат реформските приоритети, вклучително и на медиумите. Им заблагодарувам на европратениците Вајгал, Кукан, Ховид, на амбасадорите на ЕУ и САД, Ораф и Бели и на меѓународната заедница за континуираната поддршка, напиша Хан. Емисијата сега ја продолжуваме со дел од оние реакции на корисниците на социјалните мрежи за се што се случува околу гласањето во собранието, но ќе видиме и колумни и коментари околу другите случувања кои се директно и индиректно поврзани со договорот од Пржино и со се што се случува околу политичката криза. Одиме со Рамадан Рамадани, политички аналитичар на Facebook. Рамадани вели:
ДПМН падна повеќе, ама дуи понезгодно. Но така е во сообраќајки, повеќе страда со возачот. Тоа е статусот на Рамадани, а Мартина Матеска на Фејсбук сега става една фотографија која на хумористичен начин го прикажува она за што дел од корисниците на социјалните мрежи мислат дека се тие отстапки на владеачката ВМРО ДПМН. Еве, тоа е една стара фотографија која се употребува секогаш за вакви прилики. ВМРО ДПМН ќе оделе на избори на 24 април. Во Скопје неодамна се одржа една дебата во која се зборува за избирачкиот список и за тоа како да се исчисти, а дел од таа дебата се заклучоците дека има доста работа да се направи во Државната изборна комисија околу избирачкиот список и околу прашањето дали и на 5 јуни може да има кредибилни избори. Тука се цитира и една од изјавите на експертите таму, таа е на Дончо Герасимовски, експерт за статистика. Еве го насловот. Во избирачкиот список ќе се откријат 100.000 луѓе кои по 20 или 30 се заведени на иста адреса. Во Македонија пропадна пописот во 2011-та, а пописот е поврзан со избирачкиот список заради споредливоста на податоците. Чудо невидено ми е како, според изјавата на премиерот, како Државната изборна комисија би го направила тоа за 3 дена. Нонсенс. Тоа е невозможно. Од аспект на тоа дали сите институции во Македонија од кои се бара споредливост ги следат по исти критериуми, по исти стандарди. И сега, кога ќе се споредиме, кога ќе дојдат податоците во ДИК, ќе видите дека разликите ќе бидат многу големи, ќе има абсурди. Во Скопје се претпоставува дека ќе има преку 100.000 гласачи кои ќе се најдат на ист куќен број, во кој има над 15, 20 или над 30 избирачи на иста адреса. Тоа се аномалиите што ги има во избирачкиот список, рече Дончо Герасимовски. Тоа е таа изјава. А интересна колумна има Ерол Ризаов во неговото ќоше. Таа сега зборува за еден громозарен настан што се случи во Мариово, имено за убиството на 80 годишен старец од негов соселанец, убиство кое е дошло поради политички разлики, поради политички расправи. Имено старецот кажал дека му се допаѓа работата на специјалната обвинителка Катица Јанева и тоа било причина за физичка пресметка и за крај на негово убиство од страна на негов соселанец. Ова за Ерол Ризаов е почеток на граѓанска војна во Македонија. Ризаов пишува: Граѓанската војна почна во Мариово. Насред село во Маково Мариово почна граѓанската војна меѓу патриотите и предавниците за спасување на Македонија. Како што уредно и навреме најавија медиумските перјаници на власта, падна и првата жртва, 83 годишниот Ристе Стојановски, кој е претепан до смрт со овчарски стап. Губи на лице место пред неговиот син и пред повеќе соселани, новиот херој, 53 годишниот комшија Раде Р. Причината за убиството е поради тоа што Ристе ја фалел специјалната обвинителка Катица Јанева и ги напаѓал поранешните министри Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски, а јунакот Раде тоа не можел да го поднесе. Пред тоа убиецот и жртвата во неговиот дом заедно ручеле. Тоа е тој текст на Ерол Ризаов. Новинарката Светлана Јовановска сега пишува за дел од најавите кои се појавија во медиумите од страна и на некои аналитичари кои побараат да се протераат од Македонија странските амбасадори, западните амбасадори и дел од посредниците во преговорите да се прогласат за персона нон грата. Јовановска сега пишува иронично на Фејсбук. Таа постира еден линк од порталот Infomax.
врие меѓу народот, претерување на амбасадорите и масовни протести пред амбасадата на САД и ЕУ, и Јовановска вели: "Абе аман, кога ќе ги протераат амбасадорите? Само се закануваат и ништо. Разочарана сум од ваков неодлучен народ." Значи се работи за еден ироничен пост, сепак. Продолжуваме со Facebook статус на Сашка Цветковска, исто така новинар, која сега пишува за однесувањето на Македонската академија на науките и уметностите. На денешен ден биле формирани МАНУ. Они обично немаат мислење за вакви, во наводници, ситни кризи. Да се живи и здрави. Роден ден не слават, да не подсеќаат непотребно на нивното постоење. Тој пост на Цветковска. Одиме сега со реакции околу Уставниот суд и иницијативата која е поднесена до Уставниот суд, според која председателот Иванов повторно ќе може да помилува лица кои се осудени за изборни нерегуларности. Се разбира, ова за многумина значи дека власта се подготвува да го амортизира она што ќе се случи околу обвиненијата кои би произлегле од работата на специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева, бидејќи за тие изборни нерегуларности веќе постои предистражна постапка за поранешните министри Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски. Одиме со еден Facebook пост на професорката Гордана Поп-Симонова. Уставниот суд ќе одржи седница по доставено барање за измена на Законот за помилување, со кој ќе му се овозможи на председателот на државата да помилува лица осудени за изборни нерегуларности. Уште од сега ја знаеме одлуката на Уставниот суд по ова барање, како и односот на уставни суди кои ќе гласаат за и против неа. Ке се правиме дека не знаеме кој тоа пред 10 дена го поднел барањето до Уставниот суд. Меѓутоа, не можеме да се правиме дека не го гледаме следново. Барателот очекува, признава дека ќе има лица осудени за изборни нерегуларности. Барателот е свесен за ги признава изборните нерегуларности. Барателот признава дека владата избрана со изборни нерегуларности е нелегитимна, како што и барателот признава дека председателот на државата избран со изборни регуларности е нелегитимен. Во недостаток на покредибилен авторитет, можам само да се помолам, Господе помилуј. Тоа го пишува професорката Гордана Поп-Симонова, а во текст на Фокус се вели дека власта подготвува суди да ги отфрлат обвиненијата на Катица Јанева. Тоа е тој наслов. Судот е последниот бедем на фамилијата. По целата оваа рашомонијада со притворите се поставува прашањето дали досието Титаник воопшто ќе влезе во судница и дали злосторничкото здружување на ВМРО ДПМН ќе се соочи со казни затвор. Неизрекувањето притвор за функционерите на владеачката партија ја отвара дилемата дали судот ќе остане со непроменлив став против сите идни постапки на специјалното обвинителство. Тоа секако ќе зависи од политичката моќ на Груевски и на фамилијата. Тоа го пишува Љубиша Арсик. А за и околу работата на Катица Јанева пишува и градоначалникот на Центар Андреј Жерновски. Тој тоа го пишува преку својот Facebook профил. Жерновски, меѓу другото, вели: од самиот почеток на оваа политичка криза, една работа не ми е јасна. Имено Груевски преку своите новинари и медиуми постојано тврди дека има двојна предност пред СДСМ. Зошто тогаш се плаши од фер и демократски избори? Зошто брза? Да не се работи всушност за нешто друго? Да не се плаши дека ќе го стигне правдата на Катица Јанева?
Се плашели дека народот со секој нов ден се повеќе му го врти грбот? Не е можно да се сомнева во наводници својата програма и реализирани проекти. А во јавноста излезе информација и дека во Скопската општина Бутел ќе се дига 55 метарски крст и дека тој крст всушност ќе биде одговор на споменикот со двоглав орел кој од страна на се уште непознат нарачител е поставен во скопската населба Топанско поле. За ова сега пишува Никола Наумовски на Facebook, кој вели: си седеле у штаб, мозгале како да свртат внимание од фијаското викендов, да покажат башка дека се е постаро, топ не ги бие. Владко Ѓорчев кренал рака, а да поставиме 55 метарски крст во Бутел? Ова се разбира ироничен пост на Наумовски, не верувам дека тој има вистинска информација дека ова се зборувало во ВМРО ДПМН. Ивор Мицковски, новинар, аналитичар, исто така пишува за ова, вели: има символика во сите тие 55 метарски крстови. Ние сме една огромна некропола. И со урбанизмот и начинот на уредување на просторот некако ќе завршиме и во оваа емисија. Одиме со Facebook пост на Константин Митринов, а кој се однесува за дополнително уредување во барок на дел од скопските фасади. Еве го неговиот коментар, а се однесува дека барокот се шири и на Палома Бјанка, ТЦЦ Плаза, Лотарија и така натаму. Хоби. Екстравагантниот градоначалник Скопски не баре Маркизо де Сад, здодевен како москито, упорно и педантно го малтретира Скопје со своите картонско-пластични фантазии. Со истата упорност го уништува градскиот парк на Скопје и Дадија, за веројатно тамо да го насади новиот Версај, башка домакинот на градов, целиот монтажен кичерај со посветеност го плаќа од джебоци, како да е мермер, ем газда, ем шегобиец. Интересно е од каде ја црпат инспирацијата и креативноста луѓето од Деснавот. И со ова ја завршуваме и оваа трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Нашето мото е дека ние не ви кажуваме што да гледате, туку размислувајте со своја глава, ние ви ги презентираме информациите, заклучоци носете сами. Останете и со програмата на 24 вести.